Здраво! Пред неколку дена направив видео каде што бака Прасе направи драма со наши македонски ютубери. Реков не дај Боже да правам втора видео за оваа тема. Братче, дојде таа втора тема. Значи, знаете сите што беше причата. Ритко стримаше и бака Прасе стримаше. Ама Ритко почна да го реда бака Прасе и бака Прасе почна да го фаќа шизофренија, пошто кој е македонец Ритко, бла бла бла, се изнадеси хаос. И вчера го гледав видеото на Стефан Лазаров и буквално сум згрозен сум од бака Прасе, буквално сум го гледал, сум го прочитувал, сум ги гледал видеата и ред други работи. Ама, на што личи тоа неговото? На што личи? Значи, вчера го гледам видеото на Лазаров и буквално бака Прасе вика нема да уđете у Србију, ја вас ви се кунем. Значи, така кажано вика дека ние македонците нема да влеземе у Србија заради бака Прасе. Па сега вака, значи, бака Прасе сум го сакал, сум го гледал, ама до ден денешен, кога дознав каков превранте, какво лице има, маската му падна и едноставно ова не може да се трпи веќе. Бака Прасе, значи, достигна ниво на да се понижи на најможен начин што може да постои. Пошто Ритко, сите го знаеме, нашиот Ритко од Битола, го знаете и Лазаров, и буквално бака Прасе вика нема да уđете у Србију, јас вас ви се кунем да ви јебем матер. На што личи тоа? Значи, бака Прасе има 25 години, има 2 милиони сабскрајбери. И што? Срчка со 20 македонци. Ова тебра нема вака да помине, сигурно ви кажам, пошто бака Прасе му го дознав вистинскиот карактер. Значи, он живее сега во параноја. Пошто знаете да ситуацијата со Ритко, со Лазаров, се на хаос и буквално бака Прасе сега живее во трепет. Пошто, како да ви кажам, се плаши да не изгуби таа слава што има. Пошто бака Прасе ти е типичен идиот. Идиот на годината. Ете наслов на видеото. Значи, бака Прасе е идиот на годината. Значи, ко прво вика Северна Македонија не нарече, ко второ го речка Ритко, ко трето го речка Лазаров, ко четврто ја напаѓа цела македонска сцена. И ние што, ќе му китиме на еден србин, нема везе што има 2 милиони сабскрајбери. Значи, ако ние сме доволно свесни у мозокот дека тој на нас ни штети, треба да престанеме, брат, пошто хаос ќе биде. И бака Прасе ја понижи Македонија, ги понижи Ритко и Лазаров, ги опцу. И јас не можам вака да останам мирен кога се работи за проблем со наша YouTube сцена. Пошто он си направил тоа што си направил, си успел у YouTube-от, ама зошто се речкаш со македонци, бе, брат? Човек кога е слаб, кога нема што како се вика, кога нема што попаметно да му текне у акалот, што прави? Се заканува. На бака Прасе му се закани на Ритко, ги навреди ромите, го навреди Лазаров. Значи, брат, треба малце да... Он си лета у облаци, брат, ама треба да го спуштиме на пот за да види како е да се трудиш за YouTube, а не ти само да вееш и да понижуваш идиот на годината. Значи, на лайв стрим викаш Ритко попушиш ми курац, значи птуваш се правиш, а после на стори ставаш волим Македонија. Значи 90% ние македонците му имаме дадено подршка на бака Прасе. Значи 7%. 7% како тоа ти се кај него у Србија 150.000 следбеници наши македонци што го следат него.
Значи, буквално съм го следил на Инста, ама после видео има да го отследам, пошто тој тие брат е много обично ѓубре невидено. Има пари, има Lamborghini, има Rolex, има пари, има се што, ама не мора брат да се ръчкаш, значи Ритко кога те рейдаше, си може само да кажеш хи, поздрав до Ритко, а не да правиш драма, значи не го правам видео за да собрам лайкови, прегледи или сабскрайбери, не. Го правам видео за да сватите каков човек сте подржувале, каква гнаса човек сте подржувале. Значи, тие што се возрастни, подучете ги децата да не го гледаат тој идиот. А деца, Господ на помош нека ви е. Идиот на годината. Бака, докада стаса да се понижиш и да си караш со македонци. Немам коментар. Ѓубре невидено. Кисело ѓубре. Јас ќе видам првиот човек што ќе застане на страната на Лазаров и на страната на Ритко. Пошто тој на нас да не вреѓа, а ние да му китиме. Не. Ако не прозива нас, ние сме спремни да му вратиме дупло повеќе. Пошто да се знае дека не може никој против македонците и крај. Да се знае дека Македонија си е Македонија и он не може на нас да не најде сера на Македонија и крај. А ти, бака прасе, ако дојдеш некојад во Македонија, ќе те изругам на најлош можен начин, значи толку ќе ти фали да те опцем. Ти, брат, ти си болен човек. Ти имаш проблем со твојата психика и отиди на психијатар, провери се, дојди, врати се на YouTube, па после врегај го Лазаров и Ритко и после ќе правиме, а не вака да не понижуваш и да викаш, заборав, вика, јебем ли ви јас матер, немој да окачим стори, институција да ви јебе матер. Не, значи, човекот се гледа дека кариерата му е пропадната скроз и сега пак сака некој да се заканува, значи, човек кога е слаб, на што аплодира? На закани. Јасно му го сватив филмот на бака што му е. Филмот му е да не спушти на најдолно ниво, да не наваѓа нас македонците и он после да си влезе као најглака така, па не брат. Сам си се сјебал. Точно ти кажувам. Значи ние македонците тука си ја сакаме Македонија у душа. А генерално Србија и Македонија се ист народ, само граници не делат. Ја идам да сварам едно кафе за мене, пошто до тука ми е. Бака прасе се понижува, се понижува, на што личи тоа? Сам себе се понижува и нас македонците. Не разбрах. Насловна нова видео вајде ќе биде идиотна на годината. Тоа е тоа. Јас идам да смирам живци, пошто више не можам да трпам драми на мојот профил. Не е профил YouTube канал, ки го опамети се веќе. Леле брат, нервоза сега стотка ми кача и ја идам да ставам едно кафе или да се напием една кока-кола, пошто паметот ми лета. Идиот на годината, значи, вздуп. Тежок е селек, значи, живи мајка, тежок селек е. Србин не е писмен.